сте ми прекута се СДС и ефтова се гарина. Тато, мамо, може вас да ве набедам дека ваши се парите? А? Адвокатот така ме посоветува. Ај ве молам, ај кажете дека се ваши парите. Тоа се современите семејни врски, семејни односи во Македонија, верувам и пошироко. Кога ќе дојде момент да си го спасуваш газот, спремен си да жртвуваш, да набедиш сите најблиски, само ти да се спасиш. Само они ако прифатат. Докаде дојде овој свет. И сега стварно не знам кој ќе ја купи таа приказна, мислам у Судов, дека париве се на тато и мама, а не на синчево, овој судија. Али ме фасцинира до кај може да иде она, како се вика, редукцио ад абсурдум. И ваквите одлуки, нели, адвокатски, да се брани нешто што не е одбранливо, тоест да се фаќа да Веников ако треба и за сламка, па ако помине. Замисли. Синчево на родителиве, кој знае колку се стари, имаат по 80-90 години, сега ќе треба да ги вилечкаат по суди, да кажуваат париве се нашио, без разлика што пак им бараат оправдање, од каде бе ви 80-90 години, предпоставувам пензионери, од каде бе 350.000 евра, бе? Како, шо ќе кажуваат? Штедевме, собиравме, продававме цел живот на пазар, буковец, патлиџани, пиперки, нешто така. Сме штеделе евро по евро, за да собереме 350.000 евра. Или кидатно на варијанта бе Дзидов, кога го правевме, мислевме со тули да го правиме, не со цигли, па кога стигнаа тулите, потвараме тоа кутиите, оп, шо ќе видиме? Место тули, пачки. Со евра, со девизи. И сега, кај ќе ги враќаш назад, овие, па да бараш замена, тули, мули, нема везе, си рекла, ајде, ќе пробаме со ова. И место туливе, почнале да ги редат тие пачкиве. Чак, 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 чак. И го направиле Дзидов. Мислам, какви абсурди. Мислам, кај може тоа да помине у суд, нема везе. Мислам, може свашто да помине, ама ја верувам дека овој пат поради актуелноста на случајот, дека нема да се случи никакво менаџирање на судскиот процес, несакано менаџирање, или да не го наречам со некој друг збор, кај што би се донела некоја смешна одлука што ќе запали јавноста, пример да кажат вистина, на родителеве се пари. Они со своја рака ги вградувале во иднината на ѕидот. Или во она што после станало ѕид. И така. Инаку овие се разведоа дефинитивно. Тоа ќе биде тежок развод. Мислам на овие НАТО партнериве. Овие што се у Европска унија, едниве, другиве што се малце подалеку преку океанот. Тоа е САД и Америка. У Давос дефинитивно пукна тиквата. Мислам дека веќе нијак секс нема да ги помири, а тоа дека Трамп ќе продолжи да си ги секса, тоа ќе продолжи, тоа нема муавет. Него мислев на секс на обострана прифаќање и задоволство. Замислете сега, еден сојуз, воена алијанса, што се формираше у времето на студената војна, кога да се заштити од комунизмот, од наездата на комунизмот, од Советскиот сојуз у тоа време, кој што се колнеше у некоја поима немам, лојалност, верност, пријателство на едни меѓу други внатре во сојузот, одеднаш гледате дека тотално се раскурцани од внатре, што се вика. Не може да се поднесат. Европскиве партнери праќаат војска да му се спротистави на Трамп за Гренланд. Пази се, одеднаш Гренланд ги возбуди. Пошто припаѓа на Данска. А Данска има јебига битен член, фактор тамо у Европската унија. И рипнаа кутрите да ја бранат сите Данска. Тоест незината територија. Претходно, од 1952 година, сите тие говеда што се сега дел од Европска унија, као пички под кошулја ќутеа,
кога Америка спроведуваше десетици и десетици воени државни удари у разни суверени независни држави по светот. Од падот на Мосадек во Иран до денес Америка може би направила успешни преку 60, кажете ги, државни воени удари, така, револуции кои што завршиле со пат на актуелната од народ избрана власт итн. И уште десетици неуспешни обиди за промена на власта, многу од нив насилни, кај што паѓале сериозни жртви. Рушеле држави, стабилни влади на држави кои што живееле у благосостојба, за после од државите да направат див запад, да направат, како да кажам, територии у кои што неколку племења се масакрираат меѓу себе. Дали ќе ја спомнете Либија, дали ќе ја спомнете Ирак, дали ќе ја спомнете ете Југославија на времето и не знам уште колку други такви држави. Да не зборам у Африка што се случувало и така натаму и така натаму. Десетици и десетици и десетици. Збор не кажа овие фраериве од Брисел, од Европска унија. Збор не кажа против Америка по ШГ, особено после падот на Берлинскиот зид. Кога Америка, сад, Соединетите држави има буквално монопол на моќта во светот. Збор никој не кажа. Кога се рушија влади, држави се растура се за интересите на САД. Дури држави членки на Европската унија учествува во многу од тие уништување на суверени независни држави како прокси на Соединетите држави. Како алатки преку кои Соединетите држави ги растураа нивните мети, што више не требаше да постојат како држави во тој формат, со тоа уредување, со таа влада како што постоеле до тогаш, доека не решиле да ги растурат. И сега одеднаш им техна дека не за Гренланд, ако треба ќе гинеме сите од прв до последен. Го слушав тој премиерот на Канада, уште што не заплака на говорница. Плачеше по стариот поредок, по поредокот наречен студената војна. Замисли до кај стигна светов носталгично да се сеќава на периодот на студената војна, кога светот неколку пати беше пред нуклеарна катастрофа. И кога сите се молеа што побрзо да дојде денот кога тој поредок студената војна, кога ќе биде разбиен, кога ќе настапи нов, поперспективен, попозитивен, пооптимистички поредок во светот. И замислете, човештвото ја изгаси студената војна и наместо да создаде таков просперитетен поредок кој што ќе се живее помирно, побезменува, направи нешто многу пострашно од студената војна. Многу позлокобно и пострашно. Го уредија светот. Затоа што остана без баланс. Затоа што едната страна која што ја држеше рамнотежата во таа студена војна ја исклучија од игра. Од 90-91 година ја исклучија од игра. Сака и таа да ја уништат. И Русија да ја клекнат на колена. И беше на колена. Готова, распадната, да стане сателит на Соединетите држави. Замислете до каде ја доведува финансиски Русија. Знаете што се случуваше таму. Да не се појавеше после Путин, кој ќе извлече од говно ја донесе на она место каде што е сега. И да не кажам ај збор, тој премиер на Канада цвикаше на говорница за стариот поредок за студената војна. Ето таму стигна светов. И вика, мораме сега да се спротиставиме, да не чутиме. Чутеа од 52 година. Наваму.
Или од 54-та, не е битно. Почетокот на 50. Ќутеа. Мижа. Како што ќутат и мижат за Израел. И оно што се случува во Газа и на западниот брег. И ќе им дое злото дома. И кој ќе им дое злото дома, тогаш пак ќе почнат да плачат, да цвикаат. И ние цвикаме за Европска Унија. Луѓе, тоа е вон памет е тоа. Гледате НАТО сојузот на што личи. Мислите случајно е тоа што не пикнаа така, демек награда за не. Тие веќе беа растурени од НАТО, тие веќе знаеле кај одат. Како вие тој воен сојуз прво тргнете од фактот дека имате воен сојуз и алијанса, значи секому грбот треба да го штити, ако дое до срање во светот. И имате земја, држава, членка на НАТО која што оспорува постојен идентитет на свој партнер во НАТО, као Бугарија кон Македонија. И тоа вие го нарекувате алијанса, сојуз, тргнете од тука. Гледате ли колку одамна биле раскурцани работите внатре? Некој да го дозволи тоа. Па ја како генерален секретар на НАТО ми се случува тоа. Една членка за друга работа да не признава друга членка, да ја кочи за било што, за влез во друг некој сојуз и така натаму и така натаму. Па за уши ќе го донесам тука. Ќе му речам чекаве што правиш, сојуз ме ние. Ова не смееш да го правиш. Така се чува лојалноста, солидарноста внатре, поврзаноста, сплотеноста. Требаше јасно да на сите да им стане уште тогаш. Ни да не кажувам за други инциденти што имало у НАТО и порано. Поврзани со други земји, меѓу нив, а партнери. За сега да дојде основоположникот на НАТО, на основоположникот на НАТО сите други членки што се од Европа да му се закануваат, тој му се закануваат, демек војска ќе праќале, Гренланд не го даваат. Името го даваат, Гренланд не го даваат. Ние да сме паметни, после ова што се случува, апсолутно се гледа дека Америка нема намера веќе да биде ниту дел од НАТО. Можеше некој време како проформа нешто ќе постои, ама ова е готово, ова е распад. Јас затоа викам Путин сега гледа од страна и трља раци и се смее као луд. Ова е тотално расуло. Не постои више какво НАТО, какви бакрачи кои кому ќе штити грб. Ке се формира веројатно некои заеднички воени сили на ЕУ и го имате Џорџ Орвел 84-та. Книгата, романот. Дистописки роман за некој идно време кај што светот војува меѓу себе на светско ниво, но е поделен на континенти што војуваат меѓу себе. Северна Америка со Евроазија. И они се цело време у војна, и Океанија има некој што е у војна со едниот или со другиот, или со третиот, или сите три се у исто време у војна. Тоа е светот од 84-та година на Џорџ Орвел. А Џорџ Орвел бил посветеник на многу тајни друштва. Многу работи предвидел, многу работи знаел. Може би за тоа што бил член од такви тајни друштва и знаел кај ќе оди светот и како ќе биде конципиран светот и како ќе биде нацртан светот после 80, 90, 100 години. И не само тој, исто така и ој како се викаше Војна на световите што напишат временска машина Велс. Истата работа, предвидел многу работи што се случиле декади после неговата смрт. Ова реалноста на Џорџ Орвел 84-та кажи го романот, еве вија пред нос. Европа и се заканува на Северна Америка или ајде да кажеме поточно на Соединетите држави. Им се заканува. Гренланд не го дава. Сојузници кога ја, и НАТО. Сега да сме паметни ние у ваква ситуација. Да кажеш, дечки, ние знам, ова е научна фантастика, нема врска, но гледајќи малце подалеку, нема воопшто да сгрешиме. Пример која би отстапиле, која би излегле од тој така наречен веќе воен сојуз. Воопшто нема да сгрешиме. НАТО е капут. Шо ќе биде, како ќе биде, уште колку формално ќе постои, никој не знае. Освен или ако се случи нешто радикално да го тргна Трамп на овој или на оној начин, па да дојде
Овие другиве па да ги нормализираат работиве со европскиве држави. Инаку, јок. И замисли се, куребериве решени се да го бранат Гренланд. Овој е решен да не отстапи од Гренланд. Што се случи у тој у тој случај? Ако вие сте толку цврсти, така да делуваат цврсто, Гренланд не го даваме, името го да, Гренланд не го даваме. А овој вика ја го сакам Гренланд, кој е онади. Тоа што значи? Тоа значи војна за Гренланд. Битката за Гренланд. Филм некој ќе изрежира после 10 години. Битката за Гренланд. Кај може на Гренланд, човече? Или освен овие да отстапат, толку да си Трамп да почне да им се заканува со нуклеарки, овие да речат и готово, ај отстапуваме, дојде да се гушнеме, да си подаме рак. Ама не оди натака работава. Не оди натака. Разводов е сериозен. Решени се да нема више секс меѓу партнерите. Мислам, добро, освен што паони ќе добијат по гзато. Трамп ќе сакаше неколку пати да ги цепне, да им го джорне, што вика. Али овие ако се бранат, влезе светот у војна, како да ви кажам. А Путин од страна, замислете сега Путин од страна, серки им фаќа. Удри, врати му и ти се. Еј, ви, гледај што ти прави. Еј, што ти направи, бе? Абе, удри го там. Абе, немој да го штедиш, удри го бе тамо, бе. Замисли. Замисли. Путин колку далеко ги виде работите. Затоа презема такви акции. Затоа немаше грам двоумење кај него кога тргнал таа инвазија на Украина. Грам двоумење, знаеше со кој си има работа. Ама санкции, ама кои санкции, бе? Сите санкции им ги заобиколија. Башка држави од ЕУ купуваат од него уште газ и нафта и кој се тресе работи таму. Да, преку 16 други земји, ама купуваат. Све живот, со сите се договори, со големи компании. Уствари ние ќе ви правиме Кока-кола, викам правите си вие Кока-кола, кој ше Кока-кола, ама немојте веќе да ставите оваква етикета Кока-кола. Бола нека се вика. Чисто ние да си бидеме сигурни, ама вие си продолжавате со нас договорот. Или било која друга голема компанија шива. Оти замена на све најдо, не е Кока-кола, е бола пример. Или не знам како тamo се вика, небитно, некоја кола. Видоа со кого си имаат работа. И им одговарало. Само нас, ние треба да се научиме да гледаме малце, како да ви кажам, малце понапред. Проблемот на нашата политика 35 години е што играше реактивно на потез, на противникот она реагира. Никогаш агресивно, никогаш она прво да нападне, поима немам. Гамбит некој додигра да жртвува нешто за да добие нешто поголема после и да ја добие партијата. Не, ние жртвувавме на наша штета за да ја загубиме партијата. Тактика нула сме имале, стратегија нула сме имале, 35 години наназад. Треба проактивно малце да се гледаат работите неколку потези унапред. У кој сојуз сме ние, кој е НАТО, бре, људи? Кој утре ќе застане, сите се раскурцани меѓу себе, бе, кој утре ќе застане да те брани, не дај Боже те нападне некоја сила од надвор? Бугарите ли ќе да чекаме да не бранат? Или кој, грците? Или кој друг тамо? Албанци, бе? Кој, бе? Не функционира тоа. И ко не функционира нешто, однатре кој е разјадено, црвливо, никакво, скапано, која е логиката ја и понатака да бидам дел од тоа? Не, бе, шок правиш на светот. Кој вебе ви да стапуваме од НАТО? Ова не е више сојуз. Ова е распашана команда, така им кажеш и се повлекуваш од членството. Зова за Европска унија исто така им јавуваш. Со писмо, документ, телеграм. Дечки, ние со вас до тука, понатака не се гледаме, не гледаме дека ни е национален интерес и понатака како чори за стап да се фаќаме за вас и да се надеваме дека некојаш ќе станеме дел од вашата унија. И чао им кажеш и си бараш друго чаре. Појака порака не можеш да пратиш како и на сите таму членки моментално што се.
Ке рече ти, ако ви утепаниве сватија дека не бива и не иѓат со нас, дај ние да сидеме побрзо. Утепаниве, бе, овие македонци не иѓат со нас. Сметаат дека не може долго да терпи, какви што сме. За жал, влечени од моментални интереси, повлечени од моментални интереси, од страв, дека ќе направиме кој знае каков греф, ако им даеме многу гъс на сите, прифаќаме да играме да сме дел од нешто што практично више не функционира. Не само што не функционира, него е штетно за самите членки внатре. Мислат дека влечат корист, средства за развој, не знам што, безбедност, некој ова, у суштина нема врска. Ке дојде моментот кога ќе сето тоа, сум го кажал во друго видео, што сето тоа што сметале дека им е од корист или го земале, го користеле за себе, за свој развој или појма, нема така, се ќе им излезе на нос. Се. Оти многу брзо ќе дојде моментот кога ќе треба сериозно да одберат страна. Кога ќе дојде јајцето до газот, што се вика, ќе мора сериозно да одберат страна. Ќе биде момент на живот или смрт. Тогаш ќе се види, ќе видат колку е саат. Кога нема да има назад. Си јадел маст под кај нас, сега стапки јадеш. Особено ако се обидеш да изгледаш надо. Страхотна ситуација, безизлезна. И за Европска унија и за НАТО како алијанса. А кај ќе тера ова, ќе видиме. Секое зло што се случуваше од Балканот, од падот на Берлинскиот зид, револуцијата во Романија, падот на Чаушеску, граѓанската војна во Југославија, бомбардирањето незаконско на НАТО на тогашна СРС, војната во Македонија, сите премрежија геноциди на Балканот, која се распаѓаше Југославија, растурањето на многу други држави во светот во подоцнежните децении. Она што се случуваше како немири во Шпанија, Барселона, кога овие каталонци сакаа да се отцепат од Шпанија и да па овој Пучдемон го апсе, го правеше направи со неговите, не го дозволија тоа отцепување. Сите други динамички сили во Европа кои што сакаат бараат некој отцепување од матичните држави, дали била Франција, дали била не знам што овој, не? Португалија, не знам кој тамо, Британија као кралство итн. Сите тие контрасили кои што народи, етноси кои што барале кај кои што тлеела потребата за посебна држава, независна, повторно ќе се активираат во полна сила. Шо правиме сега после овој разводот, само да ги прашам овие исто така одгоре. Шо правиме сега ако ја сврти Трамп главата од Косово? Знаете до шо ќе дојде овдека? Ако косоварите, албанците го загубат својот сојузник, пошто нема да можат на две столици да седат сега. Или си за ЕУ, или ќе биде работава, или си со нас, со ЕУ, или си со Трамп. Со кој си? Дупло голо. Како е да се свртиш го примаат. Шо правиме? Шо правиме кога овие ќе останат без поддршка на Косово? Мислите дека србите така ќе го гледаат само и ќе уживаат да останаа без поддршка? Шо мислите што ќе се случи горе во оваква, како се вика, Република Српска? Што ќе се случува пак од другите држави во Европа кај што има народи кои што сакаат отцепување со децении, само што тоа се држи под тепих. Што правиме со мигрантите? Најголемата лага, ја ќе ви кажам која е од 45-та до сега, што го доведе светов во ситуација како што го доведе. Тоа е лагата
дека нацизмот беше победен. Па одреди и ден. 9 мај. Денот на падот на фашизмот и нацизмот. Затоа веќе последните години не се ни срамат што не го прославуваат, како што го прославувале претходно. Зборам за земји од Европска унија. Слават некој ден на Европа, 9 мај. Не ни кажуваат веќе дека тоа денот на падот на нацизмот. Најголемата лага, од тоа се започна. Од таа лага не доведе до ова што е денес. И сега ќе биде што ќе биде. Баравте, гледајте, нема љутиш. А беа предупредувани со години, со децении. Погрешен е патот. Не. Путин ги предупредуваше мал милион пати од кога дојде на власт. Така да не го тупам више, ќе биде она што ќе биде. Кој што има уште нешто, некои пачки по дома, ставите тоа под зидови, крите ушпорети стари, потавани у бунарот, пред врата у двора кој имате. Не ни се пише арно. Глобално, као на светов, на човекова цивилизација, не се пише ништо арно.